Овој марш е марш кој што и пркоси на небезбедноста на социјалните работници во Македонија. Има за цел да укаже на лошите услови и лошите работни услови во кои што секојдневно работат и живеат и се соочуваат сексуалните работници. Глобален настан, Македонија за 6-ти пат се приклучува кон овој настан. Во позадина позади мене имаме сексуални работници, стриптизери, хотлайн операторки, активисти за човекови права, поддржувачи кои што поддржуваат оваа мисија на сексуалните работници и на Стар како организатор на настанот. Македонија како земја има репресивни мерки кои што ги таргетираат сексуалните работници. Според тоа, таквите мерки дополнително ги ставаат, ги отфрлуваат на маргините на општеството сексуалните работници, кои што се изложени на тортура, дискриминација, стигма, не само од страна на лоши клиенти и макроа, туку и од страна на државни институции, центри за социјални работи, здравствени институции и така натаму. Со овој марш се обраќаме не само до општата јавност, туку и до сите релевантни институции да превземат сите можни мерки за заштита на безбедноста на сексуалните работници и работнички. Исто така да го променат својот став кон истите и да ги почитуваат човековите права и достоинството на сексуалните работници. Вие се сеќавате во 2009 на акцијата со збивање на уличната проституција, каде што сексуалните работнички им беа прекршени неколку човекови права, беа однесени присилно на тестирање, медиумите исто така го прекршија нивното право на приватност, беа објавувани со слики без заштитен идентитет и ова е еден ден да потсетиме на она што се случило, на тоа што се случува, со надежда дека истото ќе се промени. Граѓаните првично да го започнат дискурсот помеѓу себе, за потоа сето тоа да се покрене преку невладини иницијативи. Прашањето повеќе би ви го одговориле од организацијата, јас искрено само како поддржуваш на маршот. Ви кажувам дека и од она што сум истражувал самиот јас, како колега ваш, дека едноставно граѓаните не размислуваат за тоа, а треба да почнат да размислуваат, па потоа тоа да се преведе кон институции, невладини, да се разгледаат нивните права. Човекови права, бидејќи тортурата која што им се врши на сексуалните работнички, едноставно така беше и насловот на една изложба која што вчера беше одржана, тортурата не е култура, со оглед на тоа дека тие не се заштитени, ама буквално на никаков начин. Значи буквално на никаков начин, а треба да им се обезбеди заштита. А при тоа не зборуваме за заштита кога присилно ги принудуваат да вршат здравствени тестови, туку едноставно да им се обезбеди заштита, бидејќи тие се граѓани како сите нас.